збориме за Марија, на лице место и она кое што денеска ќе го реализираме на терен. Споминавме во најавата, зборуваме за личниот развој, она кое што е особено важно кога е работата на себе или со себе во прашање, но личниот развој и новата програма која што се однесува за социјални работници, грижа за себе без вина. За што поточно станува збор, Марија во продолжение ќе ни информира. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас, колеги. Токму така, во првото вклучување на лице место ќе ја најавиме програмата која што е всушност формирана од страна на Сдруженијето на социјални работници на Македонија. Станува збор за програма каде што учесниците воедно ќе учат многу повеќе за својот личен раст и професионален развој. Во ова вклучување на лице место ќе напоменаме нешто повеќе за самата програма, но воедно и како би помогнала истата програма доколку сме учесници и за кои се препорачува. Многу повеќе слушаме во продолжение од мојата денешна гостинка, социјален работник, воедно и креатор на оваа програма, Николина Николовска. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и од мене, благодарам за поканата. Јас сум Николина Николовска, социјален работник и во моментов магистрант по арт-терапија во Словенија. Најпрво ќе представам што е арт-терапија и како дојдов до идејата за креирање на оваа програма. Арт-терапијата е дел од психотерапија, каде што со помош на уметност луѓето креираат некакво дело и на тој начин се поврзуваат со своите емоции, со своите подсвесни ствари и така работат на себе. Сега, во арт-терапијата важно е, најпрво сакам тоа да го нагласам, дека многу луѓе мешаат дека треба да знаат, да имаат некакви уметнички вештини, односно да знаат да цртаат, да прават нешто. Меѓутоа, најважното во арт-терапијата е процесот. Што се случува во мене додека го правам тоа? Арт-терапијата е еден триаголник, каде што на една страна е клиентот, корисник, како и да го наречеме, на друга страна се наоѓа терапевтот и на третата страна, затоа и триаголник, е медиумот, односно каналот кој што се користи за изразување на некакво уметничко дело. Што значи тоа? Значи, кога зборуваме за арт-терапија, не зборуваме само за цртање, што најчесто тоа го карактеризира дека е дел од арт-терапијата, меѓутоа многу често се користат различни медиуми. Може да биде цртање, може да биде изработка на некаков производ со глина, може да се користи движење, танц, текстил, исто така драмска терапија, музичка терапија и најчесто јас кога работам во моето работно искуство, индивидуално и групно, ги комбинирам тие модалитети, бидејќи со еден медиум не може да се достигне сето тоа што сакаме да го достигнеме. И најчесто започнувам или со цртање, потоа може да се продолжи на самиот цртеж да се даде некаков глас, па на крајот и библиотерапија, односно да се напише нешто поврзано со тој продукт. Сега, што е важно, како дојдов до идеја, студирајќи во Словенија, имав процес на саморефлексија, каде што сватив дека во овие 10 години кај што работев ја во Македонија во системот на социјална заштита, колку е важно ние како стручни работници да се грижиме за себе, затоа што некако самиот систем наметнува повеќе грижата да дадеме кон другите, нашите корисници, крајни корисници, а ние како стручни работници некако сме ставени на маргините. Се треба да дадеме за останатите, а за нас никој не се грижи. И затоа ми дојде до идеја да направам програма Грижа за себе, за својот личен и професионален раст и развој, каде што е комбинација на арт-терапија, телесна психотерапија делима, духовност и енергетска терапија. Некако на холистички начин да се допре до тоа што јас ми беше целта. И веќе од јануари оваа година се имплементира благодарение на Сдружение на социјални работници на Македонија
каде што најпрво целта ми беше да допреме до стручните работници, социјални работници, психолози, сите оние што даваат грижа за другите, затоа што, како што нагласев, се забораваме себе си. Нашиот систем ретко нуди поддршка, како супервизија, интервизија, која што е многу важна, за да имаме добра грижа за нашите корисници. Најпрво, стручните работници треба да имаат самоконтрола и грижа за себе. Доколку јас, како стручно лице, не сум само регулирана, не можам да помогнам на останатите. Можеме да помагаме, меѓутоа тоа на долг рок донесува до согорување и други знаци. Накратко би сакала да појасниме и како всушност, кои се оние знаци на професионално осогурување, односно како да знаеме дека не се грижиме доволно за себе, дека обрнуваме внимание повеќе на другите околу нас, како што и вие напоменавте. Па тоа изгледа многу едноставно, меѓутоа не е едноставно, затоа што кога си во некаков систем и секојдневно тоа го правиш, ти не си свесен дека навлегуваш во нешто каде што на долг рок тоа дава одредени и симптоми. Кои се тоа? Едноставно, кога да си дадеме пауза, значи колку и да е 15-30 минути да ја дадеме само за себе, а ние најчесто зимаме пауза и во меѓувреме дали телефон звони, дали некој документ, се правиме наеднаш. Значи треба да си дадеме време за себе. Останато што е како симптоми, не би се изразила како симптоми, меѓутоа како знаци е самото тоа колку и сме свртени кон себе си, колку се познаваме себе си, затоа што нашето тело едноставно секогаш ни дава знаци. Меѓутоа ние не го слушаме или го слушаме малце подоцна. Колку од самата програма искуствено сватив дека често, мислам тоа и јас лично го имам искусено, дека ние не сме поврзани со нашето тело. Затоа што кога ќе се поврземе со нашето тело, така работиме и на потиснати емоции кои што ги имаме во нас, кои што сме ги потиснале заради некакви стандарди, образци или затоа што едноставно сме морале да преживееме. Кога ќе се поврземе со тие потиснати емоции, ќе им дадеме можност да се изразат, без разлика дали се позитивни или негативни, на тој начин се случува исцелување, односно заздравување. Ние често ги потиснуваме, не ги изразуваме, затоа што не е убаво да се изразат, посебно тага, лутина, бес. И тие емоции, кога остануваат внатре во нашето тело, на долг рок крајниот симптом е болест. Така ни се случуваат болестите. Затоа секој орган од нашето тело е поврзано и со некаква емоција, односно енергија. Пример, белите дробови ја изразуваат тагата. Колку често во нашиот систем, посебно и општество, ке нагласам и жените, преголтуваат, односно не кажуваат не, и многу често имаат, посебно жените, проблем со тироидна железа или замир во куќа. Тоа е заради неизразени емоции кои што стануваат потиснати во нашето тело и, како што нагласав, на долг рок тоа за жал предизвикува некаква болест. Затоа преку оваа програма на еден холистички начин се овозможува луѓето да пред се да си дадат време за себе и да се поврзат со себе си. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да најавиме оваа програма која што е формирана од страна на вашето здружение. Ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека беа сите информации добредојдени за нашите гледачи. Ќе напоменаме пред самиот крај дека оваа всушност програма, освен што е намената за социјални работници, е намената за сите оние кои што сакаат да го добијат тој личен раст и развој, се разбират да научат многу повеќе за себе и за тоа како да се ослободат од самиот стрес.